Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советниците на Советот на општина Прилеп денеска одржаа последователно 2 седници, едната за советнички прашања, а другата редовна 13-та седница со 20 точки на дневен ред. Се има граница. Колку да чистат по нас, не можат да ги дочистат купиштата отпад околу оградниот зид на старите градски гробишта, се жалаат од јавното комунално предпријатие Комуналец. Филигрански записи од Прилеп, креиран спој на природата, наследството, традицијата, културата и занаечиството, учеа 20 млади луѓе од Средното општинско училиште Орде Чобела Прилеп. Нови можности за младите од руралните општини Долнен и Крушево преку развој на социјалното претприемништво, заштита на животната средина и одржливо земјоделство. Утре премиерна изведба на представата Саатот од театарот Војдан Чернодрински на сцена 105 при Центарот за култура Марко Црпенков. Времето денеска силен ветар и обилни дождови. Температурата достигна до 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат врнежи кои наместа ќе бидат пообилни поради спуштање на ладна воздушна маса. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и правомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и правомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чемовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Денеска советниците на Советот на општина Прилеп одржаа последователно 2 седници, едната за советнички прашања на кои одговараше градоначалникот на Прилеп Дејан Продрановски, а другата редовна 13-та седница со 20 точки на дневниот ред. Првата точка од дневниот ред беше предлог измените и дополнувањата на буџетот на општина Прилеп за 2026 година. Почитуван градоначалник, во изминатиот период се зборуваше за измени на генералниот урбанистички план, па тие толку фамозно најавувани измени че се извршувале во текстуалниот дел, па со таквите направени измени че го решиме проблемот со истечениот генерален урбанистички план. Овие измени кои ги очекуваат граѓаните беа помпезно најавувани во изминатиот период од ваша страна. Потребен е одговор кои се целите за кои треба да се постигнат со истиот, што конкретно ќе значат овие измени за градот? Дали, како што ветивте, рокот за завршување на моста Бана
ќе успеете да го запазите јуни месец, затоа што ова е најтесното грло во моментов на градов. И ви благодарам што послушавте, семафорите ги пуштивте да трепкаат на жолто, барем да нема застој на тој дел од мостот. И уште едно прашање. Да ни објасните што се случува со улица Александар Македонски. Зошто е по трет пат раскопана? После нов асфалт, катастрофално изгледа. Мислам, заслужуваат граѓаниве да објасните што се случува. Благодарам. Спремен сум како човек да преземам секакви чекори ако биде утврдено дека некој ја злоупотребил службената положба за да има лична материјална корист. Го кажувам јавно на говорница, особено поракава важи до новите менаџери, а и како политичка опција гледате дека безрезервно на оние кои што се огрешиле или кои што сакаат брзи пари, дека нема да има пардон и милост. Беа подложни јавните комунални предпријатија на Државниот завод за ревизија во изминативе 2 години. Имаат време новите директори на јавните комунални предпријатија да ги разгледаат добро состојбите финансиски, затоа што имаат таков налог. И ако забележат дека има злоупотреба на некој од претходните, да алармираат и да ги поднесат соодветните пријави за да се утврди во овој момент основаното сомнение ако го има, а понатаму да се утврди кривична одговорност согласно позитивните законски прописи во држава. Значи имам храброст и сум спремен за секој кој што ќе го прекрши законот да си сноси соодветна санкција или казна. Се има своји граници, велат од јавното комунално предпријатие Комуналец. Колку да чистат по нас, не може да го дочистат купот отпад околу оградниот зид на старите градски гробишта. Купишта околу оградниот зид на старите градски гробишта собраја екипите на јавното комунално предпријатие Комуналец со апел и молба отпадот од домаќинствата да не се исфрла околу оградниот зид на старите градски гробишта. Оваа појава, велат тие, никако да прекине. И револтирани потврдуваат дека овој отпад, кој се собира од домаќинствата преку редовни линии или со дополнителна услуга од страна на Комуналец, треба да се најдува во континерите. Денеска комуналните служби повторно ги чистија неколкуте диви и натрупани депонии околу оградниот зид на гробиштата. Купиштата отпад од несовесни граѓани сфрлани на овој простор не засега сите нас, велат комуналците. Ова говори дека навистина е потребна итна промена на навиките и поголема грижа за јавниот простор. Само така ќе покажеме дека знаеме да ја чуваме тишината и достоинството на оние што веќе не се меѓу нас. Филигрански записи од Прилеп, креиран спој на природно наследство, традиција, култура и занаетчиство. Тоа учеа 20 млади луѓе, едни ученици од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп и девработени девојки, кои создаваа инспирација, ново хоби или идна професија. Во периодот од 23 март до 1 април се одржува обука насловена Филигран и Рубин, како дел од проектот Вештини клучот на зелената економија, а овој проект е поддржан од Амбасадата на Словенија и Министерството за надворешни европски работи на Словенија. Од тука, она што значи геолошкиот мермерен комплекс на Македонија, а тоа е овдека во Прилепскиот регион, треба на некој начин ние освен искористувањето како мермерни ресурси, за жал најмалку во Македонија остануваат туку, излегуваат во светот. Ова е еден начин да се покаже дека вештините не се изгубени, туку треба иницијатива за тие да се вратат повторно и да се изработуваат. Сега почнуваме со накид, се надевам во иднина низ поддршки кои што ги планираме преку одлуките донесени од Советот и преку нашите пријатели амбасадорите или другите организации, како што е оваа организација која што го поддржува овој процес, дека би го вратиле на некој начин на голема врата за наетчиство. Денеска порано бевме во рудникот на мермер и тамо за целта ни е да правиме од отпаден мермер, да се прават мозаици, да учиме деца и останатите да прават мозаици. Имаме проект со една друга организација во шиење, плетење, везење, ткаење, каде со различни традиционални начини на потоа например на ткаење.
Нови можности за младите од општина Долнин и Крушево, преку развој на социјално предприемништво, заштита на животната средина и одржливо земјоделство, иновативни практики, економска одржливост, отворење зелени работни места, подобрување на квалитетот на животот во руралните заедници е целта на проектот. Социјалното предприемништво може да изнајдеме безброј на дефиниции, правни, теоретски, секакви дефиниции. Пред се наједноставен пример што ни представува социјалното предприемништво и она што го разликува од класичните бизниси е тоа дека социјалното предпријатие не цели кон чист профит, односно чиста добивка, напротив. Да, има одреден дел добивка, меѓутоа останатиот дел, мисијата на едно социјално предпријатие како да биде општествено одговорно. Училиштето кое има во основа образование веќе нуди готов производ кој го користат и учениците и вработените. Друго, тие веќе нудат, имаат можности да прават кетеринг. Да, што и да продаваат. Значи, веќе тие функционираат, затоа се навлезени и верувам дека затоа и така лесно и пријатно одеше инспиративно сета работа. Конкретно, еден од моделите за кој зборував е компостирањето. Компостирањето може да биде и тоа како кај нас години веќе се работи со компостирање, но некако тоа пак велам не е во обем кој би требало да биде, а имаме можност. Утре премиерна изведба на представата Сатот од театарот Војдан Чернодрински на сцена 105 при Центарот за култура Марко Цепенков. Сатот е интимна трагикомедија со апсурдни и постмодерни драматуршки елементи. Двајца актери на сцена ќе ги играат лицата на Вера и Јован, плюс уште еден актер музичар ќе го игра персонифицираниот Зиден часовник. Улогата на часовникот ќе биде да покаже повеќе аспекти од животот на новото време. Представата е дел од програмата за работа во 2026 година на театарот Војдан Чернодрински, поддржана од Министерството за култура и туризам. Временска прогноза. Времето денеска силен ветер и обилен дожд. Температурата во Прилеп достигна до 6 степен Целзиусов. Под влијание на циклонска активност, утре ќе има врнежи кои наместа ќе бидат пообилни, а поради спуштање на ладната воздушна маса на планините и на некои повисоки места, врнежите од дожд ќе преминат во снег. Во петок и сабота времето ќе биде променливо облачно со услови за слаб локален дожд. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.